Дали може да извршиш фарз намаз во кола? Ова добро прашање. Ако веќе немаш друга ситуација. Значи не можеш да кланјаш надвор. Прво што треба да се знае дека фарзот е обавеза да се кланјат на земја. Треба да слезеш. Ако си качен во кола, и ако си качен над магаре, над конј, фарзот не е дозволено да се кланјат, значи над или во кола натре, или пак над камила, или пак над конј, или било кое што е. Мора да се слегви. За фарзот мора да се слегвит, да се излегвит. На страна, јако си напад, имаш могушност во кола си, со кола си, имаш могушност да кланјаш, треба да застанеш, да слезеш од кола и да се клања. И ова и за жените, и за мажите. Во ретки ситуации се дешава да не можеш никако да клањаш слезен од кола, надвор. Исто така што треба да се дае во предвид да се гледат времето. Ако имаш време за да го споеш, например, тој намаз со другиот намаз, ќе стигнеш за тоа време, тамам ќе стигнеш на друго место кај што можеш да клањаш, значи слезен, тогаш ќе чекаш додека да ти се дај момент, ситуација за да можеш да клањаш од на нозе, слезен од кола. Ама ако се плашиш дека времето веќе не чекат, ќе излегви времето. Ваму пак не можеш да застанеш. Или пак си качен на авион и не те оставаат да клањаш на нозе, седнат, станат усвари. Не те остава, не ти дозволява никако, времето бегат додека да стигнеш во другиот аеродром, тогаш клањаш одседнат. Ама ова да се дешава ретко. Не да се дешава на секој пат ти, секој патување, од Охрид до Скопје, и 10 џамии поминам јас патот додека одам и да не застанам, да не губам време, ќе клањам од на кола, не. Ова не е дозволено. Сунетите, нафилите, овие смеат да се клањаат одседнати од кола. Сега го клањаме во кола, натре. Ако ти си возач, треба да застанеш и да клањаш. Не можеш да излегнеш надвор, да клањаш тука. Ако можеш да се обратиш кон киблата, треба да се обратиш кон киблата и во кола натре. Ако можеш да се свртиш кон киблата, треба да се свртиш. Исто и за другите патници. Треба да се, тие и дотека е на возење, например шоферот има клањато, тие немаат клањато и не може да клањаат надвор, тогаш шоферот вози, а тие ако може да се обратат кон киблата, треба да се обратат кон киблата и ако се натре во кола. Ако не може, тогаш не е обавеза клањањето како што се. Во таа ситуација Аллах најубаво знае.